Со 82 гласа за, во собранието беше изгласен законот за стачајците, погодени од приватизацијата на претпријатијата во државна сопственост. Од ВМРО ДПМН порача, ќе го поддржиме овој закон кој е во интерес на граѓаните. Антонио Милошовски рече дека злосторникот секогаш се враќал на местото на злосторот. Тој потсети дека од 1991 година до 2006 година во таа приватизација многу министри и директори се збогателе, а многу фабрики се затворија. Во таа приватизација која што ја направи Социјалдемократскиот сојуз, многу министри, многу директори, многу пратеници се збогатија, многу фабрики и многу комбинати се затворија. Најтешкото наследство на Република Македонија, кое што беше оставено од страна на неработењето и криминалната приватизација на СДСМ, беа 200.000 стечајци, 200.000 невработени и 2006 година се соочивме со бројка од 38,1% невработени во Република Македонија. Сите партии се обидуваа да направат нешто да ја подобрат оваа болна ситуација. ВМРО ДПМН направи толку колку што можеше. Максим Димитриевски од СДСМ изјави дека со овој закон ќе се даде можност на мажите над 55 години и жените над 52 години да го исполнат своето право да може да живеат минимален живот со овие средства. Овој закон ќе даде можност на сите мажи кои што се над 55 години и сите жени над 52 години да го исполнат своето право да можат да живеат еден минимален живот со овие средства. Законот за стачајците предвидува околу 3.000 луѓе да добиваат месечен надомест од по 8.356 денари, односно 34% од просечно исплатената месечна нето плата минатата година. Годишно за таа намена од буџетот на АВРМ ќе бидат обезбедени 300.816 денари. Освен усвојувањето на законот за стечајци, претениците ја укинаа и радиодифузната такса. Пратеникот Томислав Тунтев, кој е еден од предлагачите на законот, истакна дека со ваквото законско решение ќе се ослободат граѓаните од оваа давачка, а од друга страна ќе се зголеми ефикасноста на работата во МРТВ. Ова е начинот кој што ние го предлагаме за прво да се обезбедат средствата, инаку ова се од цирка 67% од вкупните средства кои ги прибира јавниот радиодифузен сервис. Второ, да ги ослободиме граѓаните веќе од една неприродна давачка, затоа што на крајот на краиштата не се сите корисници на јавниот радиодифузен сервис. И трето, всушност да се зголеми ефикасноста и во наплатата, односно и во работата, функционирањето на јавниот радиодифузен сервис. Лилјана Затуровска од ВМРО ДПМН рече дека со ваквиот гест власта во предизборниот период сакала да го сврти вниманието во јавноста. Искрено ќе кажам дека со ова законско решение на некој начин повторно вие како парламентарно мнозинство сакавте во предизборниот период да ги замачкате очите на јавноста, бидејќи со укинувањето на радиодифузна такса, како што вие кажувате, дека на тој начин ќе доведете до зголемување на економскиот буџет на секое едно семејство во Република Македонија, сметам дека е замајување на јавноста. Инаку, со законот се предвидува приходот што досега го добиваше МРТ преку собирање на оваа давачка, да се финансира од државниот буџет и тоа во износ од 0,5% од вредност на буџетот на годишно ниво.